двајца ловджии тргнале на лов и одејки во шумата сретнале една голема страшна мечка. И во стравот, во паниката, ги фрлиле пушките и почнале да бегаат. Едниот се качил на едно дрво, а другиот видел таму некаде во карпите една дупка и се пикнал во неа. Меѓутоа, а мечката пак не побегнала, туку застанала некаде меѓу пештерата и дрвото и станала да чека. Веднаш откако едниот влегол во таа дупка таму во карпата, излегол и се стрчнал на кај мечката, но кога ја забележал, кога видел дека таа стои на патот кон дрвото, пак се вратил. И така неколку пати. Ту кон пештерата, ту кон дрвото, тоест кон мечката, и во еден момент, оној што бил на дрвото рекол: "Скри се во дупката додека не си отиде мечката." И човекот рекол: "Не можам, таму има уште поголема мечка." Оваа шега ја покажува реалноста во животот. Животот на човекот честопати е полн со мечкини проблеми. Не некакви лесни, туку навистина мечкини проблеми. Во твоето скривалиште, каде се чувствуваш најсигурен, ке се појави некоја мечка, излегуваш од тоа скривалиште и на патот кон некој спаста чека друга мечка. Се вртиш на сите страни, никаде излез. И навистина, околу нас можеме да видиме проблеми од секаков вид. Може се јавуваат проблеми дома, тие се многу сериозни, во семејството, конфликти, има болести, трагедии, смртни случаи, финансиски проблеми се јавуваат. Има околу нас и очај, и безнадежност, маки. И таа реалност не доведува многу пати во ситуација да почнеме да се сомневаме, да запаѓаме во една дилема во поглед на учењето за Божјата добрина. Библијата вели дека Бог е добар и тој е суверен контрола, во неговите раце е суверената контрола над се. Тој контролира се и тој е добар и се што се случува е според неговата добра воля. Ако е така, зошто толку маки, зошто толку болка? Зошто, Господи, многу пати луѓето се прашуваат, зошто толку многу болка во животот? И во ова изучување од 3 до 9 стих и посебно 6 и 7, апостол Петар говори за таа тема, кажува некои работи за причините, кажува, не дава некои карактеристики за самите страдања, за неволите, за испитувањата и ни дава една поинаква перспектива на болката, т.е. поинаква перспектива на испитувањата, перспектива која ни дава надеж. Со надеж, дури со радост, да ги дочекуваме таквите мигови. Значи, го прочитавме поширокиот текст, а сега ќе го видиме оној дел кој повеќе е фокусиран на таа тема, т.е. 6 и 7 стих. А за ова радувајте се многу, иако сега за кратко може би бевте на мака од разни испитувања, да вредноста на вашата вера, која е поскапоцена од пропадливо злато, кој се испробува во оган, да се покаже за пофалба, слава и чест при откривението на Исус Христос. Значи, неколку вистини ни се откриваат за испитувањата во овие неколку стиха, во овие 2 стиха, што ги видовме. Говори апостол Петар за разни испитувања, нели? Иако сега, за кратко, може би бевте на мака поради разни испитувања. Испитувањата се разни. И верувам дека сите сме го разбрале тоа во животот. Толку се разни, овдека зборот разни, сушно значи од секаков вид, од секаква форма. Тоест во сите области на животот има испитување. Можеме да се отвориме картотека по азбучен ред. Област семејство, област здравје, област финансии, област трагедии, област катастрофи. По секој поглед, по секоја област. Тие се разни. Разни се и предизвикуваат мака или болка
или скрб, како што прочитавме во синодалниот превод, преводот на Обединетото библиско друштво. Предизвикуваат болка. И бидејќи се разни испитувањата, и болката е различна. Секој испитување си носи некаква болка. Интересно е што различни луѓе различно реагираат на еден вид испитувања. И то покажува што човек најмногу го боли. И можеби Бог пак точно таму обично удира, за да не заекне во таа област. Има луѓе за кои животот свршува, дури кога нивниот омилен тим губи. Во Бразил имаше такви случаеви кога репрезентацијата на светско првенство ќе загуби, луѓето до толку се очујуваат што се самоубиваат. А пак некои си ги фрлаат жените низ прозорец кои ќе ги изнервираат заради поразот. Реагираат на едно такво испитување за нив. Тоа е општа вистина, иако има исклучоци, дека жените, например, кога ќе настинат, кога ќе ги фати грип, така некако на нога го поминува, додека ние мажите треба да лежиме неколку дена. Има и исклучоци. Различните луѓе различно реагираат на исти испитувања. Има финансиски неволи на кои некои луѓе реагираат така што финанската катастрофа за нив е крај на животот. Го доживуваат како крај на светот. Додека пак други луѓе на истата таква финанска неволја само креваат со рамена и велат, па тоа се пари, само пари. Различни неволи и луѓето реагираат различно. При тоа, сепак, некои неволи болат повеќе од други, некои испитувања. Секако дека загубата на близок човек боли многу повеќе, до крајот на животот останува болката, отколку загубата на предмет. Идејата на апостол Петар е дека испитувањата во животот што ги имаме, искушенијата болат, предизвикуваат болка, предизвикуваат мака. Затоа вели бевте на мака. Колку трае таа мака? Тешки се испитувањата, предизвикуваат болка, но има едно охрабрување. Тие се времени, тоест за кратко, вели апостол Петар. Бевте на мака. Сега некој ќе каже колку кратко. Колку кратко е тоа кратко? Зашто сепак времето е релативна категорија. Самиот апостол Петар на крајот на второто послание, 5 глава, 7 стих, вели дека 1000 години за него се како еден ден, а еден ден како 1000 години. Релативно е времето. Ајнштајн кога говори за релативноста, тој го дава, дава илустрацијата за седење на стоматолошко столче и седење покрај саканата или сакањот. И тој вели пола сат поминат на забарски стол не е исто како пола сат покрај некој што го сакаш. Пола сат во стоматолошка ординација може да изгледа како цела вечност. Колку кратко е тоа кратко испитување. Кога говориме дека испитувањата се кратки, треба да имаме во предвид не оваа земна перспектива, мерењето со денови, месеци, години, туку вечната перспектива. Во минатото изучување, третиот, четвртиот стих, говоревме за она наследство кое не венее и кое не очекува нас во целата вечност. И испитувањата на земјата, споредени со вечноста која не очекува, се кратки. Тоа не значи дека ќе траат овде на земјата кратко време. Некои испитување може да траат и до крајот на животот. Некоја болка може да ја чувствуваме и до крајот на животот. Меѓутоа, овој период на земјата, спореден со вечноста, е навистина нешто кратко, краткотрено. Апостол Павле во второто послание до Коринтијаните, 4 глава, говори за сегашни лесни страдања, времени страдања кои донесуваат вечна тежина на славата. Се она што се случува овдека е кратко и лесно, споредено со она тежина која носи вечноста во животот. И тоа е охрабрувањето што сепак можеме да го имаме овдека. Колку и да болат, а секако боли загубата на сакан човек, секако боли болеста во физичкото тело.
боли финансиската загубата на работно место, боли отврлувањето кое може да го искуси човек од најблиските дури, заради некаква причина. Дури заради Христос може човек да биде отврлен од блиските. Сето тоа сепак е краткотрајно, во споредба со она што не очекува во вечност, она награда што има Исус Христос за нас. И гледам уште една работа, значи, тие се разни, тие донесуваат болка или мака и гледаме дека испитувањата се како некаква нужност или неопходност во животот. Во овој превод тоа не се гледа најјасно. Не можеме да го видиме. Не е баш добар преводот. Подобар превод можеме да најдеме во оној што е од библиското друштво, синодалниот, и динамичкиот превод. Еве, ова фраза, може би бевте, преводено зборче, деј кој значи требаше да бидете или треба да бидете, би требало да бидете, неопходно е да бидете. Еве како е преведен во динамичкиот превод. Затоа треба неизберно да се радувате, макар што, ако е неопходно, уште кратко време ќе минувате низ разни маки и искушенија или испитувања. Значи, ако е неопходно, ќе минувате. Ако не е опходно, нема да минувате. Со други зборови, испитувањето во животот секогаш е заради некаква неопходност, заради некаква потреба. Или, со други зборови, испитувањата не се инцидент, не се случајност. Кога се случуваат некои работи, тоа не е последица на малер или на лоша среќа. Еве, едноставно некој човек има лоша карма, велат, лоша судбина. Не. Бог е во контролата на се и Бог ги дозволува испитувањата. Има некаква потреба, има причина, има цел. Тие се неопходност. И затоа кога се наоѓаме во испитувања, вели авторот овде, да се радуваме, зашто тие се со цел. А секогаш Божите цели се добри цели. Бог е добар. И во болката Бог постигнува цели во човекот, во човечкиот карактер, во човечкиот живот. Вчера на одбележувањето на денот на реформацијата беше промовирана една книга од Клайв Стейплс Луис, C.S. Луис, авторот на Нарнија, за болката. И таму е представена истата идеја. Болката, колку и да е жестока, има добра цел во животот на човекот. Бог води кон добро преку таа болка. Ајде ви да кажеме нешто за причините за страдањата. Како општо нешто, значи 7 стих изнесува неколку причини. Таму се кажува дека во страдањата, во испитувањата ние поминуваме низ оган како што златото поминува низ оган. Гледаме дека таму вредност или квалитетот на верата се потврдува или се проверува и носи на крајот слава. Сето тоа. Не можеме со сигурност да кажеме кој испитување, од каква причина е предизвикано и каква цел има. Че има луѓе кои се толку совршени во верата и кога ќе дојде испитување во животот некој човек, веднаш диагностицираат. Ти треба да направиш тоа и тоа. Колку што се различни испитувањата, колку што се различни болките што ги предизвикуваат, толку се различни причините. И не можеме никогаш со сигурност да кажеме, можеме, не никогаш, туку понекогаш можеме да кажеме. Очигледна е причината, но не можеме секогаш веднаш во моментот да ја диагностицираме. Има случаеви кога поминуваат години, децении, додека да разбереш зошто си поминувал низ некоја состојба. Кога ќе се вратам јас назад, 20 на години, сега дори разберам зошто некои работи се случиле во нашиот живот. И сега гледам добрата намера, добрата цел која била постигната. Секогаш има добра цел. Некои испитувања, некои болки, причината за некои испитување нема да ги разбереме до крајот на животот. Кога ќе отидеме на небото, тогаш ќе ја видиме смислата на се што се случувало. Бидејќи сега гледаме делови од служувалката.
Служувалката во нашиот живот, на нашиот живот не е составена. Таа е половична, испрекината. Кога ќе се комплетира нашиот живот и кога служувалката ќе биде од сите делчиња составена, тогаш ќе видиме како секој момент во животот совршено пасува во нашата животна слика. Сега ние сме како опачината на една плетеница или везеница. Се изгледа испомешано, изгледа матно и немаме острина, добар преглед на настаните во животот. Кога ќе го видиме нашиот живот од вечната перспектива еден ден, тогаш ќе осознаеме, ќе видиме добрата цел, добрата причина, добрата намера на Бог во секој испитување. Ајде видиме некои од причините што можеме што се овдека представени и обично секој испитание ги исполнува тие три причини што овдека апостол Петар ги спомнува. Страдањата водат до усовршување на верата. Пишува дека ние во испитувањата поминуваме како низ оган, како што златото поминува низ оган. Има една, сте ја чуле сите, верувам, светска мисла. Она што не ме убива, ме прави посилен. Охрабрува таа мисла, но не е целосна. Зашто има и нешто, остава место, простор за нешто кои пак убиваат. И што тогаш со оние кои убиваат? Христијаните, ние христијаните имаме надградена и проширена верзија. Она што не ме убива, ме усовршува, а она што ќе ме убие, ме представува пред Господ. И тоа придобивка за мене. Си одам во вечното Божјо царство. Но она што не ме убива, ме усовршува. Гради во мојот карактер квалитети. Апостол Павле, тоест апостол Петар вели дека ние во испитувањата поминуваме како низ оган. Како што златото поминува низ оган и се прочистува и на крајот излегува злато со подобар квалитет, така испитувањата во нас елиминираат недостатоци. Во оние места во кои што сме слаби, испитувањата не градат во тие области во животот. Зајакнуваме во тие области во животот. Истата идеја можеме да ја видиме во Римјаните, 5 глава, 3 и 4 стих, каде што апостол Павле пишува: се фалиме и со неволите, знаејќи дека неволата раѓа трпение, а трпението проверен карактер. А пак Јаков вели: сметајте дека е вистинска радост, браке мои, кога ќе се сретнете со разни испитувања, знаејќи дека испитувањето на вашата вера, од испитувањето произлегува истреност, а истрајноста води до совршен карактер без недостаток и продолжението на стихот. Секој испитување не усовршува. И целата на Бог е преку тој оган да стигнуваме до совршеноста. Оние недостатоци кои ги има во нас се оттргнуваат преку испитувањата на огнот. И колку и да е непријатно, сепак тоа останува еден од начините за усовршување на човекот. За да израсне едно дрво, да стане цврсто, здраво, му треба добра почва, хранлива, му треба сонце, му треба вода, меѓутоа треба и ветар. Ветрот е оној што прави малото дрвце, фиданката, да се витка и да пушта подлабоки корени, за да се зајакне и да устои на ветрот. Дрвото зајакнува, со времето зајакнуваат гранките, целата крошна. Сето тоа е како резултат на спротивствувањето на дрвото на ветровите. Така и со нашиот живот во верата. Треба да ја читаме Библијата, треба да се молиме, треба да општиме заедно во молитва, во црква. Меѓутоа, испитувањата го вршат она што не може ништо друго да го направи во животот. Испитувањето ја усвршуваат верата. И сите ние на еден или друг начин сме го искусили ова. Не сум слушнал до сега
Иако сум слушнал многу сведоштва, но сведоштва во стилот, например, некој да каже, во минатиот период се ми одеше добро. Бизнисот беше супер, натрупав многу пари, дома сме сите здрави, се не убаво. Јас научив во овој период како да се доверувам на вистина на Бог, вистински осознав колку ми треба Бог во животот. Моето искуство е и од тоа што сум го слушал од другите проповедници, служители, е кога се случува тоа во животот на некој човек, не да слушнат сведоштво, туку да ги загубат од видикот. Кога доаѓаат такви периоди, луѓето некако почнуваат да ги разречуваат посетите од црква, како да не им треба повеќе Бог. Обично, сведоштвата што ги слушаме се поинакви. Луѓето велат, беше многу тежок периодот. Загубив работа, близок, здравствени проблеми, децата проблеми на училиште, сонив мака, меѓутоа научив во овој период колку ми треба Бог. И дека Бог е најважен од се. И дека Бог е оној кој го контролира животот. Во многу нешто не можеме да контролираме, не сме во контрола ние. И осознаваме колку ни треба Бог во сите оне нешта во кои што сме немокни и слаби. И тоа се сведоштвата што ги слушаме. Такви сведоштва јас сум слушал низ годините. Во испитувањата, во маката, во болката, осознаваме колку ни треба Бог и колку е мокен Бог во животот. И тоа е едно од првите нешто што, едно од првите цели што можеме да кажеме, дека испитувањата постигаат. Тие ја усовршуваат нашата вера. Понатаму, апостол Петар говори за потврдување на квалитетот. Вели, вредноста на вашата вера, откако ќе помине низ оган, како златото што поминува, да се покаже. Да се види вредноста, да се види квалитетот на верата. На какво ниво е верата. Значи, покажуваат дали една вера е вистинска или не. Сите одиме на црква. Многу луѓе одат на црква. Ако прашате надвор на улица, дали сте верници, многумина ќе кажат, да, ние сме верници. Веруваме во Бог. Има една поговорка која вели дека сите риби, дури и мртвите риби пливаат. И навистина и мртвите риби пливаат. Тидете на некоја река, видите дека мртвите риби се движат. Меѓутоа се движат по течението на реката. Но само живите риби можат да се свртат, само живите риби го контролираат нивното движење. Да, има многу луѓе кои велат дека се верници и пливаат во духовните води. Но само вистинските верници се одржуваат на површината кога доаѓаат бурите, кога животот ќе почне да ги менува тековите. Само вистинските верници остануваат во верата во Исус Христос. Самиот Господ Исус Христос во онаа параболата за почвите, го има кажано тоа, говори за онаа втората почва, каменистата. Вели, посеаното на карпести место е оној што го слуша Словото, веднаш го прима со радост, но нема корен во себе и привремене, а кога ќе настане невола или прогонство, заради Словото веднаш се откажува. Ја напушта верата. И има луѓе, знаем, низ црква поменувале такви луѓе, со радост ќе поверуваат, со радост ќе го прифатат Словото, со радост ќе почнат да посетуваат служби, со радост се дружат, се молат, читаат од Библијата. И во еден момент, кога ќе се случи нешто во животот, некаква невола од различен карактер, дури можеби некој конфликт со човек од црква, ќе ги разочара. Јас мислев дека тие се сосема поинакви. Лицемери биле. И полека почнуваат да ги напуштаат собирањата. Можеби ќе читат уште некое време Библија и тоа ќе помине. Можеби уште некое време ќе се молат и тоа ќе одмине. И на крајот се чудиме и прашуваме што се случи? Кај се тие луѓе? Беа толку ентузиазирани, беа толку ревностни. Одговорот е оној што го дава Господ Исус Христос. Нивната вера имала многу плитки корени. И бурата, која дошла, откорнала се и однала се од нивните срца.
Така да, испитувањата покажуваат до каде сме стигнале со верата. Тие усовршуваат, но усовршуваат вера која постои. Ако нема вера, нема што да се усовршува во испитувањата. Има еден вистински случај во Советскиот сојуз, за време на комунизмот, кога било забрано собирањата на христијаните во домови и на други места. Во некој дом имало собрано група христијани, поголема група, 50 на души. И додека пееле и славеле, влегле најнаш, отворила вратата со тресок и влегле неколку војници со пушки, насочени кон луѓето и кажале: ова што го правите не е легално, не е дозволено. И за ова има казна. Но знаеме дека овдека сигурно има луѓе кои не веруваат вистински. Дошле овдека, но имаат некакви други мотиви. Им даваме можност да ја напуштат службата, а оние што ќе останат ќе се соочат со санкции. Ќе разбереме кои се вистинските верници. И тие и некои повеќето тргнале, си заминале. И кога отишел и последниот, некој од војниците затворил вратата и тогаш сите ги спуштиле пушките и рекле: и ние сме христијани. Не сакавме да ризикуваме да го славиме Господ со луѓе кои не веруваат вистински, бидејќи ризикот е многу голем. И се може и да, сосема е објективно да го поставиме прашањето: тие што се заминале, дали навистина биле верници или може требали да се сомневаме? Испитувањата покажуваат кога некоја вера е вистинска, но не можеме со сигурност во испитувањето да кажеме дека некоја вера не била вистинска ако човекот падна на испитувањето. Самиот автор кој го пише во ова, Петар, кога беше исправен во таква ситуација, кога Господ Исус беше фатен и мачен, побегна. Покажа слабост. Не затоа што не веруваше. Може би тие луѓе тргнале бидејќи почувствува некој момент на слабост. Но она што испитувањата со сигурност го покажуваат, еве во тој конкретен случај, е дека тие што останале, нема место за сомнеш кај нив. Тие сигурно веруваат. Штом биле спремни и животот да си го дадат за верата во Христос, нивната вера е објективна. Нема сомнеш. Така да, испитувањата покажуваат вистинитоста. Кога некој поминува низ испитувањата и победува во тие испитувања, тој се убедува сами од себе си дека неговата вера е вистинска. Нема сомнеши. И што една работа, последното, што го кажува апостолот, во испитувањата се прославува Бог, да се покаже за пофалба, слава и чест при откровението на Исус Христос. Значи, радувајте се што за малку време требаше да бидете во испитувања кои предизвикуваат болка, поминавте како злато низ оган, да се провери вредноста на вашата вера, но сето тоа на крајот служи за слава, чест и пофалба пред откровението на Исус Христос. Сега, тука има малку дилема, не знаеме за какво прославување точно станува збор. Некои сметаат дека ова е прославување на верниците. Оние што биле во испитувања, во болка, издржале во верата, ќе бидат прославени. Тоест, кон нив ќе се покаже пофалба, слава и чест кога Христос ќе дојде. Тој ќе ни се открие во второто доаѓање. И навистина, имаме ние многу стихови кои ни ветуваат дека ќе бидеме прославени при Христовото доаѓање, со славата која Христос има. Тој самиот ќе не даде славата со која тој се прослави. Некои сметаат дека оваа прославување се однесува на самиот Исус Христос. Тој ќе биде прославен при неговото доаѓање. Истината е дека и двете нешта се точни, реални. Кога Христос ќе дојде, ние ќе бидеме прославени со неговата слава. Но во исто време, прославените светии кои издржале во испитувањата, кога ќе го видат Исус Христос, ќе паднат пред него и ќе го прослават. Зашто само тој е достоен за слава, чест и почит. Сите кои поминале низ испитувањата знаат дека не би поминале ако Бог не ја дава силата. Никој не може да издржи во испитувањата
ако Бог не учествува во тоа. Ако Бог со божествена сила не ги крепи верниците. И затоа е многу точно на последниот принцип на реформацијата, за кого вчера нели слушавме, само на Бог да биде слава. Соли Деи Глорија. Само Бог е прославен Бог. Тоа заслужува сета слава, чест и почит. Нашата вера е од Него, нашата истреност е од Него, нашата победа е од Него и тој на крајот со Неговата слава ќе не прослави. И така, испитувањата, колку и да се непријатни, тие се дел од Божјата програма за нас. Бог има програма за секој од нас. Совршена програма. Тој е нашиот создател. Тој, како создател, си го познава многу добро творението. И тој многу добро знае што на секој од нас му треба во животот. Во точниот момент што треба да му се случува. И тој е подготвил програмата за нас. И ваквата перспектива на нештата, на испитувањата, носи надеж. И можеме поинаку да гледаме на болката, на маката, да се радуваме. Христос не повикува да дојдеме кај Него, зашто тој има полесен јарем за нас. Што значи дека и христијанството е јарем. Тој не повикува да се ослободиме од тешкиот јарем што светот ни го наметнува. Јаремот на што сатаната ни го става. Да го смениме со неговиот. Зошто? Зашто неговиот јарем е лесен, вели за носење. Неговиот јарем е многу точно скроен за кон нашите индивидуални животи и не само што е скроен правилно, туку исполнува функција. Ни служи тој јарем нас. И на крајот на краиштата, тој јарем не го влечиме сами, туку самиот Бог влегува во нашиот живот и поголемиот дел од тежината тој носи. Поголемиот дел од болката тој веќе е понесе на крстот. И она случка ја знаете, некој човек имал сон. Во тој сон гледал на песокта на некоја плажа два пара на чекори. И го прашал Бог во тој сон, во толкувањето, што значат овие два пара чекори? И Бог рекол, па тоа се, едните се твои, едните се мои, јас те придружувам, постојано сум покрај тебе. И во еден момент, во оне најтешки моменти во животот, човекот забележал дека тие два пара стануваат само еден пар. И човекот рекол, а зошто си ме напуштил, Господи, во најтешките моменти? Зошто, Господи? И Бог рекол, не, тој еден пар се моите чекори. Во тие моменти беше во моите раце. Јас те нося. И тоа е вистината. Во болката, во маката, Бог не зима во преградката и не пренесува. Еден човек има кажано, болката, испитувањето, маката е оној телескоп кој ни го приближува поблиску Божјото царство до нашите очи. Ова перспектива на страдањата носи надеж во животот. Кога знаеме дека тие разни испитувања кои нанесуваат болка и усвршуваат нашата вера, ни потврдуваат во животот дека сме на вистинскиот пат и на крајот еден ден ќе не воведат во Божјата слава. И мојата молитва е со Божјата милост таа перспектива да ни дава сила, да го пречекуваме секој ден, па дури и со радост, па дури и миговите кога животот не ни е многу лесен. Амин.